Од почетокот на конфликтот 473 граѓани побарале евакуација од Блискиот Исток. МНР крои план за враќање од Израел преку Египет, во опција и владиниот авион. Според Министерството, 19 лица се пријавени од Израел, 106 од Катар, додека 348 граѓани се обратиле до дипломатско-конзуларното представништво во Абу Даби. Во оваа бројка се вклучени 18 лица од Кувајт и 12 лица од Бахрейн. Во моментов се разработуваат планови за враќање на македонските државјани од Израел преку Египет со користење комерцијални летови и по потреба владиниот авион. 6 македонски државјани од Израел веќе имаат обезбедено авионски билети од Египет кон Скопје, при што Министерството активно асистираше во нивната координација и заминување. Со Обединетите арапски емирати и Катар се разгледува можноста за ангажирање комерцијален лет или чартер лет во зависност од безбедносните и логистичките услови. Со исклучок на 2 експлозии кои се слушнаа по полнок, состојбата во Катар досега е мирна, сведочи за ТВ24 Миле Трифуновски, македонец кој живее и работи во Катар. Вели дека препораките на властите се да се седи дома и да не се излегува без реална причина. Состојбата во последните 24 часа може да се каже дека е мирна, со исклучок на 2 експлозии што ги слушнавме некаде после полноќ. Остатокот од времето нема некакви активности на небото. Тука во Катар сме отприлика 350 македонски државјани. Аеродромот во Доха е се уште затворен за сообраќај, така да дури да сакаме дури некој да сака да напушти Доха, единствено може да го направи тоа по копнен пат преминувајќи во Саудиска Арабија, па потоа од таму може да се евакуира во други делови на светот. Од МНР денеска соопштија и дека преку дипломатско-конзуларните представништва било асистирано извлекување на едно лице од Иран, фудбалер кој преку Турција се врати во Македонија. ТВ24 пак вчера објави дека станува збор за македонскиот фудбалер и репрезентативец Стефан Ашковски. На 24 часов на располагање за граѓаните остануваат дежурните телефонски броеви на кризниот штаб при МНР, но и контактите на дипломатско-конзуларните представништва.